дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мој денешен гостин е председателот на МААК Страшо Ангеловски. Добре дојде. Добро ве најдов. Страшо, во моментот се отворија милиони теории на заговор, да ги наречам или да не ги наречам. Она што се случи во Америка, во Пенсилванија, обидот за атентат на американскиот поранешен председател и најверојатно иден председател, како и да е кандидат од денеска и официјално кандидат за председател, со подпредседател најавен кој како што ќе биде. Според тебе, што се случи во Пенсилванија? Најпрво, оно што го рече теорија на заговор. Да. Треба да знаеме кога е измислен терминот теорија на заговор. Тоа се случува веднаш после атентатот на Кенеди, откако проструија вистините за вмешаност на повеќе мина наспроти она што беше официјална теорија, и тогаш ЦИА го измисли терминот теорија на заговор, и од тогаш па до денес, еве веќе 60 години, кога ќе се појават поинакви верзии на нештата, спротивно на она официјалната, секој се вели дека е теорија на заговор. Така што и денес, еве 60 години подоцна, се случи нешто слично што се случи тогаш. За среќа овој пат без такви кобни последици, без да биде убиен поранешниот и најверојатно идниот председател, во секој случај, на што го рече, актуелен кандидат за председател на Републиканската партија после почнувањето на Конгресот на републиканците, кој ќе заврши утре, и со тоа со обраќањето на Трамп, и со тоа тој официјално ќе биде нивни кандидат, и најверојатно според она што го зборуваат анкетите, тој ќе биде идниот председател на Соединетите Американски држави. Токму затоа беше и изведен овој атентат, најверојатно да се спречи да биде кандидат, а потоа и председател. Се обидува да сите можни начини да го спречат Трамп да учествува на овие избори. Се обидува преку судски процеси, се обидува преку забрани во некои од сојузните држави, се обидува на секој можен начин кој го имаа пред себе Трамп да биде спречен да учествува. Кога сето тоа не успеа, најверојатно е ова резултат на една таква желба тој да биде спречен. На крајот на краиштата, и доколку не е организиран овој атентат, тој во секој случај е, условно речено, е наметнат од оние кои не сакаат Трамп да биде председател. Тоа се либералните елити кои владеат со Америка и кои, имајќи ги медиумите во своја рака, ги сатанизираат сите оние кои не мислат како нив, кои размислуваат поинаку. Ние сме сведоци дека медиумите го сатанизираат Трамп, дека оние опинион мейкери од Холивуд, тргнувајќи да речеме од Мадона преку Роберт Де Ниро, па преку редица такви, бараа дури отворено бараа негова смрт, бараа да падне бомба на Белата куќа кога тој беше председател. Значи, јавно бараа негова смрт. Тоа се вели за отварање на сезоната на лов за Доналд Трамп. И кога вие ќе отворите сезоната на лов, не е далеку од умот да очекувате дека некој, дури ако не е организиран од некоја организација, дека некој едноставно ќе влезе во таа ловна сезона и ќе се обиде да... Ова не се случува само во Америка. Ние сме сведоци сатанизирањето на светските лидери кои не одговараат на либералната елита која сака да го владее светот, се случува многу одамна. Ние го имавме најпрвин Ердоган во Турција. Се случи обид за негово убиство и обид за пуч, кој за среќа беше неуспешен, само затоа што Ердоган не сака и ден денеска не сака да ги прифати тие либерални вредности и да го уништи традиционалното семејство, да ја уништи традицијата на својот народ и се она што ја одликува Турција и турскиот народ. Потоа се случи, да речеме, во Јапонија. Шинзо Абе беше за жал атентатот врз него беше успешен. Човекот едноставно само бараше да ја приближи својата политика, односно политиката на својата партија кон Руската Федерација, затоа што сваќаше дека треба да се работува со сите на светот. Потоа се случи она што исто така за несреќа со смртни последици, тоа беше
иранскиот владетел Не Раиси, веруваш дека беше несреќа? кои се обидуваат да кажат дека е несреќа, меѓутоа не беше несреќа, иранците веќе полека доаѓаат до податоци, ќе бидат изнесени тие податоци и ќе се зошто? Затоа што повторно им пречи на тие либерални елити. Иран е конечно можеби и најголемиот непријател за нив кој го сатанизираат во целата светска јавност. Нема да го затворат истрагата како за Северен тек, нема. Не можат да ја затворат затоа што некој друг ја води овој пат истрагата. Так. И последен во таа низа беше Роберт Фицо. Човекот исто така почетно беше речено дека не е жртва на организирана акција, дека во него пукаше еден 71 годишен писател од селото каде што Фицо беше во посета, меѓутоа повторно беше отворен ловот на Роберт Фицо. Медиумите беа тие кои бараа негова смрт и бараа некој да пука во него и тој две легендарни изјави има откако се опорави и се враќа полека. Првата му беше дека колку бев во добра физичка кондиција, и јас ќе бев со Орбан во Москва кај Владимир Путин, а втората, она што го напиша на социјалната мрежа, кај што вели дека извинете прогресивни либерални медиуми, се вратив. Значи, тој веќе самиот јасно ги лоцира оние кои се виновни за она што му се случи. Творците на неговата неуспешна погибија. Кога зборуваме сега за либералните медиуми, за жал, граѓаните во државите членки на Европската Унија се најнеинформираните луѓе на планетава Земја. Тие можат да црпат информации само од либералните медиуми кои единствено екзистираат таму. Тоа во многу нешто наликува на времето на болшевизмот или на времето на нацизмот, кога беа забранети поинакви ставови, освен оние официјалните, тоа се тие либералните. И тука сега јас ќе ве навратам вас некаде 16 години наназад, кога во Австрија, токму заради постоењето само на такви либерални медиуми, австриската држава воведе субвенции за формирање десни медиуми во Австрија. Јерг Хајдер, лидерот на партијата, загина исто така во 2008-та во сообраќајна несреќа, најверојатно сосема случајно загина во сообраќајна несреќа. Тоа е како вовет во она што ни се случува. Јас имам една сопствена теорија за она што се случува во Соединетите Американски држави и во светот. Таа теорија почнува од едни протоколи, наречени протоколи на сионските мудреци. Протоколите на сионските мудреци се еден вид водич како да се освои светската власт и како да се владее со светот. И таму многу јасно и децидно пишува дека треба да се преземат сите весници, затоа што тогаш медиуми биле само весниците кога се пишувани протоколите. Пишува дека треба да се пропагира и да и се помага само на онаа уметност која во себе има вулгарност, безобразност, која нема никаква вредност, која промовира поинакви вредности и така натаму и така натаму. Пишува дека треба да се преземат и да се формираат приватни банки кои ќе бидат во нивна собственост и кои ќе ги стават во подреденост државите со тоа што ќе им даваат кредити. Во тие протоколи на сионските мудреци е точно зацртано како да се освои власта, светската власт и да се владее со светот. Врз основа на тие протоколи, Карл Маркс го пишува своето учење. Луѓето сакаат да речат дека марксизмот е идеологија, марксизмот не е идеологија, марксизмот е учење за владење со светот, за уништување на традиционалните вредности, за уништување на државата и семејството. Впрочем, тој има книги, дела има напишано со тие наслови и тоа е водич како да се уништи се што е традиционално, да се уништи држава, да се уништи семејство, да се уништат традиционални вредности и на нивно место да дојдат овие вредности кои некој денеска ги пропагира. Врз основа на марксизмот започнува битката против последниот бедем во зачувување на традицијата и на вистинските вредности, тоа е православието. На 3 пати
создаваните од марксизам сили се обидуваат да го уништат православието. Прв пат во 1917-та, кога марксизмот со воз преку Финска се увезува во тогашниот Советски сојуз и во тогашна царска Русија и се обидува да се уништи православието, што во еден голем дел веќе беше доведено до успех. Над 200.000 православни храмови беа уништени, а православните свештеници живееа во подземни катакомби. Меѓутоа, жилавото православие обстана. Потоа повторно нацизмот, кој во својот корен исто го има марксизмот, луѓето сметаат дека нацизмот е некаква десна идеологија, повторно тоа не е идеологија, туку е начин за завладување со светот, а е базиран на марксистичкото учење и не случајно партијата на Хитлер се викаше работничка, национал-социјалистичка партија. Па сте чуле и виделе некаде да има десна работничка и десна социјалистичка партија. Тоа беше вториот обид да се уништи православието и денес, повторно врз основа на марксизмот, новиот либерализам или либерализмот, кој е производ на марксизмот, повторно се обидува да го уништи православието, за да успеат новите вредности да загосподарат со светот. И сега, многумина сметаат дека виновникот се Соединетите Американски држави. Да не говориме така, ќе говорам Америка, за да бидеме пократки и за да може да не разберат гледачите. Америка не е воопшто виновна, туку Америка е првата жртва на тие либерални елити. Од почетокот на 60-тите години, со атентатот врз Џон Кенеди, па се до некаде почетокот на 90-тите од минатиот век, либералите, поранешните комунисти на Норман Томас, се обидуваат да ја уништат Америка однатре. И тие успеваат во тоа. Америка е првата однатре уништена држава во светот. Првите антицивилизацијски вредности се воведени таму. Првата, се она што денес се обидува да му се наметне на светот, таа либерална елита најпрвен ја воведе во Америка и ја уништи како држава, за да може таквата слаба Америка да ја држи во своји раце и да ја користи како оружје за да загосподари со светот. Тоа е она што ги плаши кај Трамп, Let's make America great Именно, again. и сега, таквата слаба Америка, која тие ја уништија од корен, а за која Хилари Клинтон ќе рече само зашто остана еден дел од Америка, оној традиционалниот, вистинската Америка, тоа е средниот дел на Америка меѓу двата брега. За таа Америка Хилари Клинтон вели прелетувачка Америка. Значи тоа е дел кој треба да се прелета, за неј за тој не е ни вреден. Тој не е ни вреден. За нив е вредни се градовите на двата брега, каде што завладеа либералните елити завладеа и воспоставија нови вредности. Вредности кои треба да уништат светот, да ја уништат традицијата, да ја уништат државите, народите и така натаму и така натаму. И сега се појавува Трамп. Се појавува Трамп и вели да направиме Америка повторно голема. Ќе го преведеме тоа како повторно моќна. Так. На либералните елити, кои ја уништија и преку неј се сакаат да го уништат светот, не им одговара повторно моќна Америка, затоа што таквата Америка веќе нема да биде оружје во нивните раце, туку ќе биде оружје во рацете на американскиот народ и преку институциите на таа држава ќе ги уништи токму нив кои сака да воведат вакви вредности. Затоа не им пречи Трамп заради тоа што нели велат ќе спречи војната во Украина, не им пречи заради тоа што ќе потпише договор со Русија, не им пречи за тоа се само вака оттргнување на погледот од вистинското нешто. Демек, ете Трамп ќе потпише договор со Русија. Ете Трамп ќе го уништи НАТО. Трамп само ќе ја направи Америка моќна за да почне да функционира преку институциите, а не да функционира во рацете на либералната елита. Зошто? Затоа што првиот пат кога тој стана претседател, за жал тогаш како да влезе како слободен стрелец, условно речено, и не успеа да стори многу. Не успеа, се извинувам, дури
ниту да промени многу во тој естаблишмент и да стави своји луѓе. Денес Трамп влегува како представник на класичниот капитал во Америка. Ние имаме во овој момент битка меѓу класичниот и либералниот капитал. Класичниот капитал е оној кој создава нови вредности. Тоа се челичарниците, железарниците, фабриките за производство на автомобили, на шишиња, на чаши, Тоа се сите оние кои создаваат нови вредности, создавајќи нови вредности го полнат буџетот на државата и отвораат нови работни места. Наспроти, тие денеска стојат зад Трамп. Така, но го имаме и Илон Маск, кој што е дел од новото време, кој што стои... Но кој застанува. Значи, така, затоа да не ги генерализираме нештата, но во суштина поделбата е ваква. Од другата страна пак го имаме тој либерален капитал. Либералниот капитал подразбира IT индустрија, подразбира фармацевска индустрија, банки, подразбира банкарство и воена индустрија. Нереална се тоа нешта кои не создаваат нови вредности, туку само создаваат енормен капитал за нивните собственици. Так. Битката се води меѓу нив и класичниот капитал, чиј представник е Трамп, и кој ќе ја направи Америка моќна за да се излече од рацете на, јас го нарекувам, либерален звер, жеден за крв, и едноставно жеден за уништување на човештвото. Ако можат тие луѓе да тераат една војна во Украина, која на крајот може да заврши апокалиптично, со не дај Боже нуклеарна апокалипса, а тоа за нив ќе биде само да видат како ќе функционираат нивните богати, нивните исклучително елитни атомски засолништа кои ги имаат за себе направени. Атентатот, како и многу работи во животот, е меч со две острици, односно ако не е изведен како што треба, како што не беше, и овој пат носи многу поинаков резултат. Зборувам за Роналд Реган 81-та и изборите 84-та, каде што Реган направи рашум само во една држава. Роналд Реган не победи после неговиот обид за атентат во 81-та. Дали истото ќе се случи и со Трамп во превод, дали справејќи го она што можеби да и нема некој служби зад младиот 20 годишник кој што го направи ова. Од друга страна тука е хейт спичот, односно говорот на омраза и таа набиеност на медиумите продемократски кој што реално го направи ова, ако никој не стои зад него, тогаш стојат тие, да не речам, нели? Ги имавме истите наши оние пера пискарала, како и да ги наречам, суртуци, билмези, кои што напишаа некои работи како што напишаа, за жал ги имаме сегде, нели? Но очекуваш да се случи истото што се случи и со Реган, односно сега, имајќи предвид дека не успеа, дефинитивно и оние кои што не сакаат да гласаат, ќе гласаат за него и дека тој е дефинитивен победник, не е, но е многу поблиску до целта од претходна, така? Значи, најпрво употреби термин продемократски сили. Не се тоа воопшто продемократски сили. Само... Демократите зборам како демократи, не како демократски. Тие само го узурпираа зборот демократија. Демократи републиканци во тој аспект. И го сметаат за своја собственост. И никој друг ниту смее да го употреби, ниту смее да говори за демократија. Правото да говорат за демократија имаат само тие. Тие кои воведуваат цензура, тие кои воведуваат проверувачи на факти, тие кои забрануваат да се појавите на социјалните мрежи, па дури и ако сте председател на Соединетите Американски држави, тие говорат за демократија и во нивниот речник сите останати се популисти, сите останати се радикали, сите останати се екстремни диктатори, автократи и така натаму. Суштината е многу поинаква. Суштината е дека во овој момент таа евроатлантска меѓународна заедница е најдиктаторската заедница која светот ја запознал некогаш. Вие имате едноумие во таа и таква заедница. А што се однесува до тоа дали ова ќе му помогне на Трамп, ние видовме дека за жал има луѓе кои се обидоа да речат дека Трамп го нарачал атентатот врз се. Дури и кај нас имаше 20 Дури и кај нас, па добро, има и кај нас луѓе со малку ум. И со плати од страна. Не сме ние привилегирани да немаме луѓе со малку ум и со многу долари кои доаѓаат од надвор. И сега да речете вие дека тој го нарачал атентатот, еве тој што го вели тоа,
нека го одбере најдобриот стрелец во светот, нека му застане на 200 метри и нека му дозволи да го погоди во десното уво. Ќе се осмели некој да го направи тоа? А не некој 20 годишник приучен што 3 пати бил на кукање. Сакам да кажам дека таквите небулозни тврдења се повторно диктирани од еден центар и потоа само се шират наоколу и се кажуваат. Има дури нешто уште погрозоморно. Има такви кои веќе предвидуваат и се обидуваат на обложувалница да стават дека следен на кого ќе биде извршен атентат ќе биде Виктор Орбан. Па имали крај на тоа лудило, на таквата омраза кон се што не мисли како нив. На крајот на краиштата ние го почувствувавме тоа во 2016-тата, 17-тата, па ние овде имавме тогаш медиуми кои исто така повикуваа на линч. Паталци, не гаталци. Кои повикуваа председателот да се набива на кол, кои повикуваа да биде убиен овој или оној. Па ние го преживеавме веќе тоа. Значи, тоа е таа либерална... Тој истиот се уште и ден денес пишува и никому ништо, никого не го вазимува. Така? Така? Не дај Боже некој ќе каже од колегите да условно кажано од другата страна, онаа не неолибералната нешто и веднаш со дрва, камења и се тоа е, значи тоа е уште или ќе ме нападнат мене, ама ние сме правеле уште еден доказ за диктаторскиот однос на таа либерална елита која владее со евроатлантската заедница. Двојните аршини, меѓутоа диктатура, марксизмот е во својата суштина диктатура. Меѓутоа се обиде да се представи како диктатура на пролетаријатот, тоа беше малку грдо за нежните уши и затоа сега се представува како диктатура на демократијата. Значи, како владење на демократијата, што е всушност последниот стадиум на диктатура пред воведување на нацизмот. Европа е многу близко до воведување на нацизмот. Ние доволно е само да правиме споредби, па да видиме како беше пред Олимпијадата во 1936 во Берлин, кога едноставно на некои требаше да им биде забрането учеството. Денеска го имаме тоа истото со учеството на руските спортисти на Олимпијадата. Ако вие и спортот го замешувате во политика и ако при тоа не барате дипломатско решение за што и да е, вие веќе во многу нешто наликувате на она што нацизмот го спроведуваше. И конечно, да направиме уште една споредба, уште една паралела. Кога Хитлер го започнуваше својот напад на Советскиот сојуз, Хитлер на своите соработници, но и на своите партнери од Европа, кои влегоа нели во таа фашистичка коалиција, како награда, им ја ветуваше плодната земја во Украина. Така. Онаа црницата на која што расте се. Денес, тоа истото треба да биде награда за оние кои се борат и кои ја поттикнуваат војната. Плодната земја во Украина. Значи, премногу имаме сличности на кои можеме да се повикуваме и да ги следиме нештата. И не случајно јас говорам и пишувам за големината на еден Виктор Орбан. Човекот едноставно имаше смелост, имаше сила, имаше доблест, ако сакаме да речеме. На 2 дена откако Унгарија го доби ротирачкото пријателствување со Европската Унија да ја започне својата мировна мисија. Отиде во Киев, отиде во Москва, отиде во Пекинг. На крај присуствуваше и на самитот на НАТО во Вашингтон. Тоа ќе рече, отиде во едната невралгична точка и отиде кај трите светски велесили за да разговара за мир. Веднаш либералите, за кои војната е само состојба, за кои мирот е само состојба меѓу две војни, веднаш му се нафрлија дека тој нема право да оди и да бара мир, дека тој нема право да говори во име на Европската Унија, нема право да говори во име на овој или на оној, дека едноставно не треба да бара мир затоа што нам ни треба војна. Орбан им одговори онака како што им одговори, им испрати дури и писмо во кој им ги објасни нештата и гледате, доколку беше демократија, ќе и дозволеа на Унгарија да продолжи да председателствува со Европската Унија онака како што председателствуваат сите.
и ги одземаат политичките ингеренции и сакаат да ја Бараа остават. вчера европратеници сите права да ги одземат Да на ги Унгарија како дури членка бараат на и сите. Евро. Ете, тоа е демократија. Ако може на оној што размислува поинаку, да му се одземат сите права. Таа е либералната демократија, тоа е болшевизирањето на Европската унија, кое болшевизирање полека ќе доведе до краен нацизам, кој за жал може Евроазија да ја втурне во војна. Ние погрешно зборуваме за две светски војни. Ние сме немале светски војни. Историјата познава само војни во Евроазија. Светска војна значи да ја зафати целата земјина топка. Американскиот континент никогаш не бил зафатен со која и да е војна. Војните се одвивале во Евроазија. Денес војната исто се одвива во Евроазија за поделба на Евроазија. Значи дека некому однадвор, кој никогаш не е зафатен со војна, му одговара таква војна на тлото на Евроазија, за да не може да дојде до мир. Ние ги знаеме заложбите на нормалните луѓе за обединување од Лисабон до Владивосток. Тоа е вистинското обединување на Европа и тоа е вистинскиот гарант за мир во Евроазија и во светот. И конечно, светот веќе се наоѓа во таа, како што сака да ја наречат светска војна, трета светска војна, јас велам евроазиска војна, и кога на 1 септември 1939 Хитлер ја нападна Полска, не излегува на 2 септември медиумите и да речат започна Втората светска војна. Дури после 2-2,5 години се констатира дека на тој ден започнала Втората светска војна. Така што ние веќе се наоѓаме во една таква светска војна, евроазиска војна, и не дај Боже да дојдеме до тоа апокалиптично сценарио, да си ги испробаат силите, нуклеарните велесили, дури тогаш ќе сватиме дека ете сме биле одамна во таа војна влезени. Јас искрено сакам да верувам дека она што ти го рече, дали ова ќе му гарантира посигурна победа или посигурни избори на Трамп, овој атентат, може би ќе биде така, но во времето на Роналд Реган, кога се случуваше, тогаш се уште либералната елита ја немаше украдено државата, се уште ја немаше уништено државата, за да може преку медиумите и преку се да владее и да го оневозможи Реган да победи. Овој пат имаат уште многу алатки во своите раце за да го оневозможат Трамп. Дури имаат и уште можности за атентат. За жал, да, но дали ова што се случи со Трамп, може би е дел само од еден поширок мозаик, еден момент, да не речам, на терористички атак врз сетилата на целото човештво, кој што почнува и со Болсонаро претходно, па продолжува со Ердоган, па продолжува со иранскиот председател, Фицо беше приказката, сега гледаме Трамп. Нешто се случува во светот постојано последниве години, една по друга, една дестабилизација, терористички акт кој што значи внесување на немир и неизвестност кај луѓето. Не она што беше глупо што го квалификува кај нас на 27 април, никој не се почувствува тогаш ни загрозен, ни немир, тие глупости ги поставија за да нели го произведат актот таков како што е, за да Иванов не може да ги амнестира тогаш во моментот. Но еве дали ова можеби еден само дел од мозаикот кој што се прави во светот за да се внесе еден немир, нестабилност, несигурност, леле луѓе што се случува, па пукаат по американскиот кандидат за председател и наверојатен председател, премиери паѓаат, председатели. Во секој случај се внесува немир и несигурност во целата светска јавност, меѓутоа сепак на крајот на краиштата тоа е насочено кон оневозможување, пак ќе речам, значи Америка да си се врати на своите корени, да стане моќна и да функционира преку институциите, а не преку подземната држава која владее со нејза и ја користи како оружје за револуции во светот, за државни удари, за се она што се случува низ светот. Јас очекувам дека кога ќе во моментов имаат две војни пред себе, ја имаат војната во Украина и во Газа. Очекувам дека не дај Боже, кога ќе видат дека не можат поинаку да го спречат сето ова, дека ќе започнат и нова војна.
Не сме далеку од вистината дека се обидуваат да создадат наспроти Северноатлантската и Јужно-Пацифичка алијанса, онаму каде што сакаат да направат нова војна. АУКУС, проектот АУКУС е зачеток на таа Јужно-Пацифичка алијанса, каде што влегоа Америка, Британија и Австралија, најпрвин за да ја исфрлат Франција од сделката, огромната сделка изразена во милиарди за испорачување оружје на Австралија, бидејќи Макрон тоа се обидуваше малку да се наметне како лидер на Европа и на Европската Унија, беше казнет, Франција беше исфрлена, но тоа сега полека тој АУКУС полека вшмукувајќи ги, да речеме, и една Јапонија, една Јужна Кореја, утре заутре можеби Филипини и не знам кој, да е обид за да се создаде нов НАТО, односно наспроти таа Северноатлантска и Јужно-Пацифичка воена структура, која ќе треба да биде одговорна за војната во Јужниот Пацифик, односно во Јужното Кинеско море. Конечно, разрешницата на сето ова најверојатно ќе се одвива во Африка. Може би сега изгледа вака зачудувачки, може би изгледа дури и невозможно, меѓутоа Африка е континентот кој ќе биде разрешница на се ова што се случува во моментот во светот. Ние сме сведоци на она што веќе се случува таму и јас сум многу уплашен дека многу скоро ќе се обидат, да речеме, во Буркина Фасо да направат државен удар, затоа што председателот на Буркина Фасо веќе официјално застана зад БРИКС. Гледате дека Нигер веќе ја протерува Франција. Но им треба и дефокус од газа, така. Ние имаме, да речеме, еден пример кај што Франција има најголеми златни резерви во Европа. Нема ниту еден рудник за злато. Државата Мали има над 200 рудници за злато, нема ниту 2 грама златни резерви, ама има ексклузивен договор Франција со Мали за користење на незиното злато. Сето тоа полека, но сигурно почнува да се оневозможува од страна на африканските држави. Знаете, ова што се случи во Украина, кога Руската Федерација покажа дека може да се спротивстави на една, нели велат, најмоќната воена организација, која на многумина заради тоа дури подклекнуваат кога зборуваат за НАТО како за најмоќна воена организација и сакаат да бидат дел од незе, а мене тоа во многу ми наликува на некаде почетокот на Втората светска војна, кога исто така Хитлеровата коалиција беше најмоќна и кога потрчаа да одат да бидат заедно со него, со Хитлер и со Мусолини, државите кои потоа бегаа од таму, па создаваа поинакви. Значи, тоа во многу наликува како во еден маалски силеџија, кој влегува во маалска кафеана и ги тепа сите кои ќе ги најде таму. Ама еден ден, некој му враќа и го удира. Од тој ден, веќе кај сите стравот го снемува во кафеаната и маалскиот силеџија веќе не е тоа што е. Тоа во моментов му се случува на светот. Веќе и најмалите држави во Африка чувствуваат дека имаат право да живеат според своите правила, да живеат со својот собствен суверенитет, да ги користат своите суровини, да ги користат своите богатства за себе и за својот народ, затоа што видоа дека големиот маалски силеџија може да добие, да му биде вратено кога тој ќе се појави. Имаме и други теми за отворање. Со нас е Страшо Ангеловски. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Страшо Ангеловски. Страшо, колку од друга страна пак ова е со Трамп еден дефокус, намерен или ненамерен, на случувањата други во светот, токму на Украина и Газа. Украина буквално ја нема веќе
во новинарските написи, ретко кој нешто ќе спомне. Газа исто така се тргна од радарот, војните не престанаа, ниту таму, но некако намерно или не, случајно или не, а во случајности не веруваме, работите се тргнаа настрана, сега е Трамп и она што се случува во Америка во фокусот, овие се тотално, нели? Беше очекувано тргнати. дека Да. Америка тивко на прсти ќе се извлече од Украина и од војната во Украина и тоа го стори. Она што се случува во Газа сега на 22 мислам јули ќе имаме средба на Нетањаху и Бајден. Може би тоа е последен обид на Бајден да се покаже како моќен светски лидер, како човек кој може нешто да стори. Меѓутоа, она што се случува во Газа е нешто страшно. Тоа е срам за целото човештво, за сите нас. Тоа е голем срам за сите нас. Еден ден сите ние, кои сме биле сведоци на тоа, ќе се срамиме од самите себе. И јас во еден текст дури ги повикав партиите на Аналена Бербок и сите тие зелени партии, кои за жал станаа највоинствените партии во моментов и може би се најголемите агитатори за интензивирање на војната во Украина. Ги повикав да ја прочитаат анализата на Обединети нации, кај што велат дека околу Газа има 300.000 тони ѓубре. Еве, барем тоа нека го сторат, нека се обидат да, како зелени партии, да ги исчистат тие 300.000 тони ѓубре околу Газа, каде што луѓето умираат не само од недостиг на храна и недостиг на вода, не само од недостиг на лекови, умираат и од таа концентрација на ѓубре која создава епидемии, умираат децата погодени со проектили во училиштата на Обединетите нации. Значи, тоа што се случува во Газа, за жал, не успеа да им излезе од контрола, односно под нивна контрола да го вовлечат и Иран во оваа војна. Целта на војната во Газа сепак беше вовлекување на Иран. На крајот на краиштата Хамас е дело на англиските тајни служби и е повеќе од јасно дека повторно англиската тајна служба го постави декорот во Газа за започне ова што започна. Исто како што во 2003-та започна војната во Ирак, кога англиската тајна служба и тогашниот премиер, лажејќи го светот, лажејќи ја прво собствената јавност, а потоа и цел свет, дека Садам Хусеин има оружје за масовно уништување, што се докажа дека е огромна лага, го постави декорот за да почне таа агресија врз Ирак. Денеска тоа повторно го прават, значи британските тајни служби се оние кои на крајот на краиштата ние знаеме дека 1897-та во Базел е формирано ционистичкото движење, кое е политичко движење, вели еврејски социјализам. Така го формулираат. Тоа е политичко движење за формирање еврејска држава во Палестина. 1917-та, значи 20 години подоцна, тогашниот министер за надворе, британски министер Балфур, со познатото Балфурово писмо кое го испраќа и во кое вели дека за Британија е прифатливо формирање на еврејска држава во Палестина. Се извинувам, започнува тој екзодус во Палестина, кој трае повеќе од 100 години. Денеска тоа се интензивира, ционизмот станува веќе опасен за себе, за еврејската држава и за светот. Што се случува, да речеме, во Америка? Во Америка имате закон со кој истиот закон требаше воведен и во Грузија. И заради кој закон во Грузија се прави шарена револуција и треба да падне владата, а тоа е закон со кој треба да се контролираат невладините организации кои добиваат пари од надвор. Во Америка го имате тој закон, кој закон не постои само за една невладина организација, тоа е AIPAC, тоа е Еврејско-Американското друштво за соработка, кое на својата веб страна јавно кажува дека 86% од конгресмените и представниците во представничкиот дом ги имаат добиено изборите преку нивна помош. Тоа ќе рече, се знае каква е таа помош, тоа ќе рече кога луѓето зборуваат дека Израел е 51-та американска држава, не е точно. Америка е втората ционистичка држава и ова со AIPAC го потврдува, тоа и ни го кажува.
Зборуваме за атентати, време на атентати. Дали можеби забораваме дека ние сме, да не речам, шампиони по председателски атентати, едниот докажан, но неразјаснет и толку години после тоа, 95-та Киро Глигоров, неразјаснет, министерот за внатрешни тогашен, награден дури и потоа со надворешни, а сега беше и нели амбасадор, па и таму крадеше, нели сачувај Боже, ама се случувало. 2004-та пак ќе реча теорија на заговор, Борис Трајковски, една тотално замумулена, затутулена несреќа која што боде очи дека е несреќа. Во рок од 9 години еден неуспешен и еден успешен можеби атентат во неразјаснети причини и слично. Еве за крај Македонија како шампион по председателски атентат. Не знам друга држава во 9 години каде што се случило такво нешто. Еве несреќи или атентати. Ти си во политиката и тогаш и сега, така што. Да, и кога се случи атентатот. Имаше и истраги, анкетни комисии. Кога се случи атентатот на Глигоров, јас после неколку дена бев во Рим, кога се вратив од Рим, ми дојдоа луѓето од МВР дома да разговараат со мене за моите сознанија околу атентатот врз Глигоров, затоа што сум зборувал дека не е председател како што треба да биде. Не и се. Она што и се случува на Македонија, па и тие два атентати, тоа е обидот на големите европски сили Македонија да биде уништена. Оние кои 913-та ја поделија Македонија, тие истите, кога на 8 септември видоа дека на референдумот овој народ изгласа самостојно сувереност и независност, тие веќе од 9 септември утредента почнаа да работат македонското прашање, сакаш да кажеш. Почнаа повторно да работат на затварање на македонското прашање. Оној кој смета дека ние имаме билатерален спор со Атина и со Софија, тој се лаже и тој не треба ниту да учествува во политиката. Споровите се наметнати од големите европски сили како што е Франција и Британија, кои сакаат да го затворат македонското прашање и се наоѓаат на само чекор до затварање. Ќе завршиме со тоа. Упорно го повторувам тој Вестфалски договор со кој 1648 се формирани двојството држава и нација во западното христијанство. Во источното христијанство имаме тројство: држава, нација и црква, затоа што имаме национални цркви. Република Македонија, за да ја уништат, за да направат нов политичко правен меѓународен субјект, треба да биде исполнето тројството, односно да има држава Северна Македонија, да има нација граѓани на Северна Македонија и да има православна црква на Северна Македонија. Се додека постои Македонската православна црква, тие не можат да го создадат тоа тројство и да го впишат македонскиот идентитет како северно-македонски. Од тука треба да застанеме строго во одбрана на Македонската православна црква како последен бедем во асимилација на македонскиот народ и во уништување на македонската држава. Ти благодарам што беше мој гостин и што дојде на жештините. Благодарам. Следното гостување се надевам во некое постудено време. Амин. Се надевам и јас. Ти благодарам, уште еднаш ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.